ги следите централните вести во 19 часот со Лазар Темелков. Добро вечер. Барак Обама влезе во неговиот втор мандат како претседател на Соединетите Американски држави. Заедно со него втор пат заклетва даде и подпредседателот Бајден. Од Вашингтон директно во вестите на Алфа се јавува Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик. Ведран предмалку заврши инаугурацијата. Што овој пат им порача Обама на американците? Лазар, според проценет број на 800.000 земјаци, Барак Обама даде заклетва на вториот мандат на функцијата пред овие сведоци и рече дека ќе го штити Уставот. Токму првите зборови на Уставот, ние народот, како и зборот заедно, го проткајува неговото обраќање во очигледен обид да ја надмине политичката подоленост што одбележуваше предизборната кампања. Мора да работиме заедно, како една нација, еден народ, рече Обама и побара слога за разни работи, од надминувањето на зложеноста, подршка за социјалните програми, па се до акцијата за климатските промени. Кога времињата се менуваат и обврските. Декадата на војната заврши, економското закрепнување започна, ќе го искористиме овој момент заедно, рече Обама. Во единствениот дел општо посветен на дворешната политика, Обама кажа, цитирам: "Ние народот веруваме дека трајната безбедност и мирот не налагаат бесконечна војна. Рече дека САД ќе се обиде да ги разрешат разликите со другите земји мирољубиво, но дека ќе останат основа на сојузите ширум светот, како и дека ќе ја поддржуваат демократијата низ целиот свет." Наред е парадата на изолиците на Вашингтон, а потоа два инаугурални балови за 8 помалку од пред 4 години, но во согласно со економската ситуација. Лазар? Благодарам Ведран Андоновски за втората инаугурација на Барак Обама како претседател на Соединетите Американски држави.